Не чекајте Black Friday, купете секогаш. Внимание, зборуваат граѓаните. Што е Black Friday? Меѓународен ден на попустот или финансиско суеверие или можеби нешто трето? Дефинитивно најголем маркетиншки трик на денешницата, профитабилен петок и за мене финансиско суеверие на кое што му се враќам секој пат. По моето знање, меѓународен ден на попустот. Финансиско суеверие. Пошто сите мислат дека на Black Friday се најголемите попусти. Да си купиме нешто малце поубаво за помалку пари. Само знам дека има поевтини цени тој ден, брат, не знам поише. Па ја го знам како ден за попуст. Па 5% попусти, ништо повеќе. Финансиско суеверие. Зошто? Мислам дека тој ден изнудуваат пари од луѓето да земат. Да? На Во кој вид начин? на Black Као Friday. не, што е целта на Black Friday? Да се продаде се по иста цена, да се каже дека е на попуст. Ако Black Friday беше актер, која улога ќе играше? Токсичен бивши дечко, шмекер или можеби измамник? Измамник. Измамник, зошто? Зошто сите мислат дека тоа се прават најголемите превари. Измамник. Зошто измамник? Па лажат, треба да е поголем попуст. Поголем, сметаш дека е многу мал попуст. Па туку у Македонија да. Љубовник. Љубовник? Многу лесно достапен, многу лесно сите се тука на куп одма. Аха, секој што се Сите собираат. го грабаат. Па би кажав шмекер. Затоа што се е така налицкано, се е на попуст, се е. Иако не верувам дека се баш реални попустите, затоа што ниедна фирма не би одела во негативно. Дефинитивно измамник, Измамник, добро, зошто измамник? затоа што сите се лажеме и би го играл Леонардо Ди Каприо сигурно, пошто стално е хаос, сите нешто грабаме, сите го сакаме, ама никој оскар да му дае. Појма немам. Токсично тоа е. Малце токсична девојка. Се дешава нели некоја фирма малце пред Black Friday дигнат цените, па потоа ги спуштат, знаеш, тука финти малце. Кога ти би можела денес да си купиш карактерна особина на 70% за Black Friday. Каков човек би била од понеделник? Што би купила? Би била трпелива. И Би колку пробала да бидам. Колку дена би требало? 2. За себе сметам дека сум мрзлив човек и би купил Антимрза. Па трудолюбивост, антимрза, да. Па со оглед на фактот дека сум студент, да учам повеќе. Од понеделник, па весела, насмеана веројатно и со желба за работа. Да купиш на 70%. Не, појма немам. Не знам, поштопение. Организиран. Добро. Човек што знае кај оди во денот и не касни нигде, пошто каснам сега. Памет. Памет. Кажи ми, кој момент е позаебан кога ќе сватиш дека си купил некаква глупост или кога попустот е веќе завршен? Па јас како верен купувач на би кажал кога сме купиле некаква глупост, бидејќи Добро. секогаш купуваме нешто што не ни е потребно затоа што е на попуст, а не го треба. Па повеќе не постои попуст, па затоа што тогаш не купам други глупости. Кога не постои попуст. Зошто? Купува да даеш пари за нешто не ти треба. И двата. Зошто баш и двата? Па за фркната сум и кога сваќам дека сум купила глупост, ама и кога ќе ми текне дека више попустот завршил и не сум купила нешто што ми треба. Реално да купиш глупост, мислам. Па искрено никогаш, затоа што јас секогаш сум срекна. И Добро. кога купувам глупост, Глупост и кога попустот е завршен? Да. Добро. секогаш Океј. купувам. Терапија. Добро, супер, супер. Тоа ти помага? Не чекајте Black Friday, купете секогаш. Внимание, зборуваат граѓаните.